Во план е во оваа нова фабрика да бидат вработени околу 300 лица, претежно од Полошкиот регион. Министерот за економија Крешник Бектеши, кој беше на отворањето, рече дека состојбата со короната го одложила почетокот на производствениот процес. Уште денеска може да се види дека веќе се стават во функции сите компании што се најавени. Претhodно отпочнува со работа, иако имавме една вонредна состојба што произлезе од пандемијата. Ние како влада сме направиле големи напори за да им излеземе во пресред, да не се стопираат првично гадежните работи во склоп на економските зони, не само во економските зони и надвор економските зони, за сите тие што користат финансиска подршка врз основа на последниот закон за финансиска подршка на инвестициите, а со тоа секако дека да креираме нови работни места, подобро платени работни места во нашата држава, а исто време нашите компании да ги направиме што поконкурентни и во домашниот, но истовремено и во регионалниот, европскиот и глобалниот пазар. Се работи за фирма со модерна линија за производство на стакло. Јас како Министерство за економија веќе сме добиле апликација и од друга компанија што сака да инвестира тука во економската слободна зона во Тетово. Тоа веќе е во владина процедура. Цела документација е контролирана од страна на стручните лица во Министерството за економија, но имајќи во предвид дека сме во изборен период и немаме право како влада да носиме такви одлуки, веднаш после 15 јули ќе носиме одлуката и токму во оваа економска зона ќе има дополнителна инвестиција која ќе биде германска инвестиција која се занимава со производство на компоненти за автомобилската индустрија. Компанијата Glassflex инвестираше во индустрискиот комплекс за производство на стакло, чија изградба започна во есента 2018 година и заврши кон крајот на 2019 година со вкупна површина која што достигнува до 8500 метри квадратни. Оваа компанија представува еден од најголемите инвеститори во овој регион.